Арсовски, парадоксот на Диоген. Писателот Томе Арсовски е представник на повоената генерација македонски писатели. Тој создава некаде кон 50-тите и 60-тите години на минатиот 20 век. Најпознат е по неговата драма Парадоксот на Диоген, меѓутоа, освен оваа драма, автор е и на неколку други драми, како и на збирки со стихови. Најпрвен да зборуваме околу насловот на драмата Парадоксот на Диоген, да откриеме што се крие зад насловот на оваа извонредна драмска творба. Диоген од Синопа бил представник на така наречената циничка филозофска школа. Се залагал за живот во скромност и најмногу е познат по тоа. Меѓутоа, со текот на времето, неговото име станува символ или метафора за живење скромно, за живење кое што се спротивставува на удобствата во животот. Позната е анекдотата дека Диоген се шетал сред Атина со фенер в раце, барајќи човек на сред бел ден. Што се однесува до клучниот збор парадокс во насловот на оваа драма, веројатно е познато неговото значење, а тоа е неочекувано, неверојатно или пак тоа е мислење спротивно на општо прифатеното мислење. Кога веќе расчистивме со значењето на насловот од оваа драма, да кажеме и нешто повеќе околу нејзиното значење и околу внатрешните белези што ги има оваа драма како книжевен текст. За прв пат драмата Парадоксот на Диоген е издадена во 1961 година. Тоа е време кога Македонија живее во онаа заедничка југословенска држава која беше утврдена според социјалистичкиот самоуправен систем. Во еден таков амбиент Томе Арсовски ја создава, ја пишува и ја издава оваа драма која што е силна критика и на општественото уредување, како и критика на целокупната заедница. Зашто станува збор во драмата Парадоксот на Диоген? Главен лик во драмата е младиот инженер Драшко Каровски. Тој инженер е обвинет за уривање на еден хотел кој што е негов проект. Обвинувањето е дотолку поголемо што при уривањето на хотелот има и 2 човечки жртви, а исто така е направена и голема материјална штета. Прашањето што произлегува од судскиот процес е дали и колку е виновен архитектот, а колку општеството во което живее и работи. Драмата ги има сите белези што ги има драмскиот жанр воопшто. Значи, припаѓа на видот драма во општа смисла на тој збор. Се работи овде конкретно за судска драма. Потоа темата на драмата е самиот судски процес, што се одвива пред читателот. Немаме сцени, немаме чинови, туку се случува во рамките на еден судски процес и преку сведочењата на повиканите сведоци од страна на обвинителот и судијата, се прави реконструкција на една приказна врзана за животот на Драшко Каровски и сите оние со кои тој комуницира, живее и работи. Најголемиот дел од драмата Томе Арсовски го фокусира врз ликот на архитектот Каровски. Низ исказите на неговата сопруга, на неговите родители, пријателите, колегите, писателот навлегува длабоко во сложената структура на главниот лик, објаснувајќи го него, но објаснувајќи ја и социјалната компонента која придонесла Каровски да стане таков каков што бил. Во случајот што се води против него, Каровски е застапен со најмногу искази, меѓутоа и другите сведоци повикани од страна на обвинителот помагаат да се расветли животната сторија на овој млад, надежен и успешен инженер, како и да се воочат одредени факти потребни за судењето. Имено, преку тие сведоштва се дознава дека Драшко Каровски бил
многу талентиран млад студент, дека студиите ги завршил во Љубљана со висок просек и во многу тешки услови. Морал и да учи и да работи за да се издржува самиот себе си. Во текот на своите студентски години во Љубљана тој ја запознал Борика Корда, која исто така студирала и која подоцна станува инженер. Заедно доаѓаат во Македонија, но својот животен пат тој не го продолжува со неа, туку за многумина нејасни причини се жени со жена со проблематичен морал, така речи жена од дното, речиси проститутка, која од некои нејасни хумани цели сака Драшко да ја извлече од таму и да ја стави на повисоки социјални рамништа. Се чини дека од тука, од овој момент, почнуваат неговите проблеми. И тука е лоциран Диогеновскиот парадокс. Драшко Каровски од скромен човек, од човек полн со човечки идеали, се преобразува во сосема спротивна личност. Станува алчен по материјални богатства, станува дрзок, бескрупулозен. Тој ги оценува сите околу себе, вклучително и директорот на предпријатието, партизан, во чии раце умрел брат му во војната. Тој, за да го смири и за да го зачува македонскиот Корбизје, како што го нарекуваат, му го отстапува сопствениот стан. Каровски веќе на 30 години има премногу. Каровски има огромен стан, има висока позиција во општеството, успешен млад архитект, инженер, но ќе се покаже дека цената што ќе ја плати за таквиот живот е превисока. Имено, материјалниот раскош ги уништува неговите идеали, го деградира морално. Тој, добивајќи се, останува без ништо, а уривањето на хотелот е само последица на општата состојба, и негова, но и општествена. Општеството со поттикнувањето на потрошувачката психологија ја иницира и забрзува етичката ерозија, која потоа доведува и до целосен духовен слом на младиот инженер, кој покажува дека да се има не е исто и да се биде. На тој начин, во парадоксот на Диоген се испреплетуваат личните и општествените причини за успехот и неуспехот, за подемот и падот, за неморалот во едно време и во еден систем кој ете можат да имаат и трагични последици. Суштината на оваа драма не е во тоа читателот да открива дали и колку е виновен архитектот, туку да се открие дали и колку општеството во кој тој живее и работи е исто така виновно. Драмата носи навистина големи идеи и силни пораки. Идеи во смисла колку материјалното изобилство може да доведе до деградирање на личноста, може да доведе до изместување на моралните норми на една личност, но и на целото општество. Голема идеја која што се надзира во оваа драма е моралното пропаѓање на личноста и уште полошо губењето на сопственото јас. Самиот Драшко Каровски во текот на судењето ќе каже дека тој е несреќен токму поради тоа што имал се во неговите најубави години од животот. Еве ги неговите зборови. Ме фаќаше паника кога мислев дека ништо не ми треба, дека не морам ништо да освојувам, дека немам никаков идеал, никаква цел, никаква желба. Имав се. Имав и премногу. Луѓето ми завидуваа на големиот удобен стан од кого ги избркав сопствените родители, на автомобилот во кој мојата жена се вози со кој знае кого и кој знае каде. Ми завидуваа на големиот увозен телевизор во боја, кој им служи на соседите, на телефонот што ми ги кине нервите. Прости, ама еден ден на човек му прекипува, ги минува сите граници и тогаш му е доста. Од оваа драма дознаваме дека човекот во моментите кога има се,
всушност нема ништо. Нема ништо затоа што во материјалните богатства, во материјалната раскош се изгубува самиот себе си. Може би и затоа Диоген од Синопа шетал на сред бел ден со фенер во раката, барајќи човек.